Добар ден! Голема градежна акција за асфалтирање улици започна во Газибаба. Ова е веста со која ги започнуваме урбаните вести. Останете со нас. Се асфалтира улица Товарник во Ченто. Агенцијата за туризам и општина Карпош со заеднички проекти за поуспешна туристичка промоција. На лицата со попреченост ќе им помагаат персонализирани асистенти. Од улицата Товарник во Ченто започна голема акција за асфалтирање на улици во Газибаба. Улицата е долга 515 метри, а широка 5 метри. Покрај асфалтирањето поставена е канализациона, водоводна и атмосферска мрежа. Градежната акција започна со улицата Товарник во населбата Ченто, каде што покрај асфалтирањето беше поставена и водоводна, канализациона и атмосферска мрежа. Градоначалникот на општина Газибаба, Борис Георгиевски, најави забрзано одвивање на градежните работи со цел да се овозможи непречено одвивање на сообраќајот на оваа улица. Тесната и тешко пристапна улица, која што едва се разминува две возила, која во голем дел беше и изурпирана, веќе има сосема нов лик. Добивме улица широка од 5 метри, во две ленти со тротоари од двете страни за поголема безбедност на пешаците. Со ова сакам да најавам дека почнуваме со введување на ред во безредието кој постои на многуте улици во оваа општина и дека сите улици од сега ќе бидат градени по план и по приоритет од оној што ќе нема отстапки. Покрај улицата Товарник, во текот на летниот период ќе се асфалтираат и уште 28 други улици и во останатите населени места во општина Газибаба, со што општината, како што вели Георгиевски, ќе добие модерен и урбан лик. Во меѓувреме работиме и на другите улици во околните населени места. Во Инџиково, Сингрич, Стајковци, Маџари, Трубарево. Ова ќе го правиме до крајот на летото. Општина Газибаба во сопствениот буџет одвои 80 милиона денара. 20 се од Агенцијата за магистрални и регионални патишта, а 5,5 милиона денара од градот Скопје. На овој начин, за планот и приоритетот за ова година, до крајот на летото, ќе се потрудиме да направиме комплетно асфалтирање на вкупно од 20 километри асфалтни улици. Агенцијата за туризам и општина Карпош договорија заеднички проекти за поуспешна туристичка промоција. Станува збор за реализација на авантуристички парк и зип линија во Карпош, кои ќе овозможат дополнителна атракција во општината. Директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија Љупчо Јаневски денеска уствари работен состанок со градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев. Целта на посетата е реализација на проекти со заедничка соработка, која ќе се официализира со подпишување на меморандум на соработка. Збогатување на туристичките содржини на Скопје и нивна промоција е приоритет на работата на Агенцијата за туризам. За таа цел, тимот на Агенцијата за туризам ќе се вклучи во реализација на авантуристичкиот парк и зип линијата во Карпош, кои ќе овозможат дополнителна атракција во општината. Исто така ќе ја зголеми и конкурентноста со останатите општини во регионот. Во урбаните средини потребни се елементи кои ќе им овозможат на граѓаните лесно достапна атрактивна локација за рекреација и доживување на авантурата после напорниот работен ден, велат од Агенцијата за туризам. Дополнителните зелени површини во Карпош ќе ја зголемат посетеноста во општината и ќе го подигнат квалитетот на здрава животна средина, како за најмладите, така и за повозрастните жители во овој дел од градот. Агенцијата за туризам предвидува поголема промоција на општина Карпош и вклученост во проектите, каде двете институции ќе може да го дадат својот максимум за нивна реализација во интерес на граѓаните. 92 персонализирани асистенти ќе им помагаат на лицата со телесна попреченост, кои се над 18 години во извршувањето на секојдневните активности. Целта на овој пилот проект е да им се овозможи на лицата со попреченост да бидат што поактивни во секојдневниот живот и да им го олеснат нивното секојдневие.
На лицата со попреченост кои се над 18 години ќе им помагаат персонализирани асистенти во извршувањето на секојдневните лични и домашни активности при посета на образовни институции во професионалната рехабилитација, помош околу лекови, одржување на личната хигиена или поддршка на работното место. 92 персонализирани асистенти ја завршија обуката организирана во соработка со Црвениот крст на Македонија и Агенцијата за вработување на Република Македонија, а денеска им беа доделени сертификатите. Персонализираните асистенти ќе имаат 80 работни часа во текот на месецот, тоа значи дека ќе поминуваат 4 часа во текот на денот во придружба на лицето со попреченост. Целта на овој пилот проект е да им се овозможи на лицата со попреченост да бидат што поактивни во секојдневниот живот. Програмата се спроведува во Битола, Струга, Куманово, Неготино, Гостивар, Струмица и Скопје, а услугата е понудена на сите лица со попреченост кои аплицирале. Сите лица кои што аплицирале, заради тоа што има можност лицата со попреченост да аплицираат за персонални асистенти, ќе добијат услуга. Значи сите ќе се обслужат со овие 92. Но сметам дека ова се првите чекори за стекнување на доверба помеѓу персоналните асистенти и лицата со попреченост во државата и дека тогаш ќе се зголеми бројот и побарувањето за персонални асистенти. Но токму затоа ние сме во тек на подготовка на нов оперативен план, ќе видите во 2019 година каде што ќе продолжиме со континуирана едукација на повеќе персонални асистенти. Станува збор за целосно нова професија која се воведува во Македонија, со која обучените персонални асистенти ќе им овозможат се што им е потребно на лицата со телесна попреченост со цел да бидат поконкурентни на пазарот на труд и ќе им го олеснат нивното секојдневие. Навистина имаше голема посветеност од страна на сите оние кои што се пријавија да ја завршат оваа обука, многу успешно го направија тоа, дадоа доста добри резултати заради тоа што сите оние, да кажам, испитни моменти кои што беа на крајот од теоретскиот и практичниот дел говорат за посветени личности и многу не радува во Црвениот крст дека ова е една комплетна, да кажам, нова професија која што ја воведуваме во Република Македонија благодарение на Министерството за труд и социјална политика. Се надевам дека веќе во втората фаза и другите провайдери ќе можеме со другите провайдери заедно да го зголемиме бројот на овие персонални асистенти и дека навистина секој лице ќе добие можност да има ваков персонален асистент и со цел да биде многу по-експедитивен во она што значи негова замисла за креирање на сопствениот живот. Бранкица Димитровска, која е корисник на персонална асистенција, вели дека би требало овој проект да се спроведува во целата држава, бидејќи таа има пријатели и во другите градови кои се со телесна попреченост и им треба ваква поддршка. Конкретно јас сум активист на Сдруженијето Полио Плюс, активна сум, значи возам свое возило, ми треба некој да ми ја внесе количката во автомобилот во здружение која имаме проекти на пример на работа, значи освен сега за она што рековме за капење или за такви работи, тука е границата кој што реков треба да се знае што е персонална асистенција, образовна или неговател. Во продолжение на вестите следуваат неколку кратки информации, поврзани со активностите на скопските општини. Општина Ѓорче Петров продолжува со активностите за чистење и косење на површини во Диксион, особено кај последната станица на автобусот со број 5 и кај каналот. Како што информираат од општината, позитивните реакции од страна на граѓаните ги мотивирале локалните власти да ја продолжат акцијата која започна во петокот на 13 јули. Град Скопје ќе им донира на Охрид и Штип по едно пајак возило. Општина Охрид од јавното предпријатие Градски паркинг ќе добијат пајак марка Мерцедес, произведено во 1991 година, со хидраулична телескопска дигалка од 2009 година. Општина Штип ќе добие пајак од марката Ивеко, произведено во 1996 година. Пајаците кои ќе ги добијат Охрид и Штип се најстарите кои ги има јавното предпријатие Градски паркинг. Возниот парк во моментов располага со 3 возила од 2008 година, по 2 од 2014 и 2016 и новите 2 кои од наредната недела ќе бидат на улиците. Утре од 11 часот и 15 минути до 14 часот
Без струја ќе бидат корисниците лоцирани на булеварот Трета македонска бригада, делот спроти компанијата Раде Кончар, улицата Руди Чаевец, бензинската пумпа на Мак Петрол и околните објекти во општина Аеродром. Во периодот од 8 до 10 часот и 30 минути без струја ќе бидат корисниците од зграда број 72 на улицата 7 Албанска бригада во општина Чаир, како што информира регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје. Прекините се поради планирани инвестиции во електромрежата. Дождот и градот кој неколку пати ја зафати Македонија негативно ќе влијае и врз квалитетот на тутунот. Стопанската комора на Македонија очекува пониски откупни цени на тутунот. Пониски откупни цени и проценка во пониски класи поради намален квалитет на тутунот, очекува Стопанската комора на Македонија од годинашната реколта. Како што беше речено денеска на пресконференција, површините под тутун се за 10% поголеми од лани, но врнежите кон крајот на јуни и почетокот на јули, како и невремето од минатата недела, предизвикаа појава на болести и штетници, што влијаеше врз квалитетот, а се одрази и врз количината на тутунот. Заклучно со април 2018 година, склучени се 33.501 договор за откуп, што е зголемување за околу 10% во однос на 2017. Лани просечната откупна цена на тутунот достигна 217,60 денари за килограм или 20% повеќе во однос на цената во 2016 година. Стопанската комора го поздравува изготвувањето на новиот закон за тутун и очекува негово што поскоро донесување. Со ова законско решение ќе се решат горливите проблеми во тутунската индустрија, а и Македонија ќе биде прва земја во југоисточна Европа што ќе го регулира овој сегмент од стопанството. Скопски саем најавува богата саемска манифестација посветена на мебелот. До сега се пријавени 90 излагачи од Македонија и странство. Локацијата ќе биде VIP арената Борис Трајковски, а за полесно циркулирање на посетителите ЈСП ќе пушти во сообраќај 2 вонредни линии. Во рамките на годишната програма на одржување на саемски манифестации е едниот од најголемите саеми за широка потрашувачка Саем на мебел 2018. Најатрактивната и најпосетена саемска манифестација годинова ќе се одржи од 5 до 10 октомври во комплекс VIP арената Борис Трајковски на вкупна површина од 8000 метри квадратни. До сега се пријавени над 90 излагачи, од кои пријавено е и учество на странски излагачи од Србија, Хрватска, Бугарија, Словенија, Турција и Косово. Уште сме во обработка на самите апликации, како и на просторното планирање на излагачите, така да наскоро јавноста ќе биде информирана за тоа кој си ќе биде дел од саемот на мебел, но и за атрактивните саемски понуди и попусти, изјави Магдалена Хамбова, проект менаџер на саемот на мебел. За полесно циркулирање на посетителите до саемот на мебел продолжува соработката со ЈСП Скопје, со тоа што двете вонредни линии 100.1 и 200.1 ќе бидат во функција додека трае саемската манифестација. Традиционално саемот на мебел и оваа година поради атрактивноста на саемската манифестација ќе организира и наградна игра за посетителите. Продолжуваат проекциите на филмови во рамки на Скопско лето. Вечерва и утре вечер на програмата се филмовите за телото и душата и откачени трудници. Во рамки на Скопско лето вечерва во 21 часот ќе се одржи проекција на филмот за телото и душата на Факултетот за ликовни уметности во Сулијан. За телото и душата е драма во режија на Илдико Ендеји. Филмот има освоено златна мечка на Берлинскиот филмски фестивал, номинација за Оскар за најдобар странски филм, награда за најдобра актерка и 3 номинации за европските филмски награди. Утре вечер на истата локација ќе биде прикажан францускиот филм Откачени трудници со почеток во 21 часот. Филмот е комедија во режија на Ноеми Салио. Времето утре ќе биде променливо облачно со повреме дожд најпрво во западните делови. На повеќе места ќе биде нестабилно облачно со пороен дожд и грмежи, соопшти управата за хидрометеоролошки работи. Локално се можни поинтензивни процеси со обилен пороен дожд, особено во западните и јужните делови од државата. Среда и четврток ќе биде посвежо со умерен до засилен северозападен ветер.
Потоа ќе следува период на претежно стабилно време, а во попладнивните часови во планинските предели можна е ретка појава на пороен дожд со грмежи. Максималната температура утре ќе достигне до 32 степена, во среда до 31, во четврток до 30, а во петок до 20 степени. Ова беше последната информација за ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам што не следевте. Довидување.